јавуваат се децата, ама на мене, јас сакам негде вида. Не сакам телефон. Повечко се растресувам, нема ги јавуваат од некаде, дека се моите деца. И жално и тажно. Тагуваме сите. Сите се бранеме, штитаме се сите, сите не се рако това нешто. Не можам. Немам, ништо немам. Фамилија немам. Потиштени и разочарани зашто поради корона кризата не можат да си ги видат децата. Вака ги затекнавме Марија и Душан Голубови, најстариот брачен пар во подбеласичкото село Старо Конјарево. Погледот постојано им е вперен кон патот. Чекаат да се случи чудо, да видат познато и сакано лице. Иначе многу ми е тешко за фамилијата, дали ќе го видя јас мојата фамилија. Имам 20 души там. Може повеќе внуци, правнуци, штерки, зетовци имам. И на мене ми е тешко. Тешко ми не мога. Болна сум. Цело лето сум болна. Не мога да апне едно јајце, сакам да једа, не може. Тука се супира. Не може, тешко ми, мака ми. Оттам нема дете, оттам нема, никаде. Само заради таа болест не дојдеа и нашите деца, а и сите тока околните. И од Дражово, Смоларе и Драго Ново Конјарево. Не дојдеа од затворени граници. Жалем случају, ама власт е власт. Не можеме против неа. Ова населено место со живописна природа и големи убави куќи, годинава најверојатно е најосаменото место во Струмичкиот регион. Причина е пандемијата со COVID-19, поради која иселениците од западноевропските земји не можат да се дојдат во родните домови. Невообичаено за летниот период, нема речиси никакво движење низ населбата, иако во јули и август тука врие од народ. Да ми даде, очук там жива, една чаша вода да ми даде. Женија се уидеа право нагоре, мојата душа гори, еднечката ми умре, не можех ли да ја вида. Ја по неја јас се разболех. Сега некој вика, болест таа вика природно дојдена. Друг ти каже, не е вика природно, она вика од науката и техниката. Сега многу станаме учени, всичко, секој знае се и на крају да се надеваме оти ќе биде нешто добро, де? Во блиското село Смоларе има малку повеќе раздвиженост, но тоа е затоа што ова е туристичко место. Убавите смоларски водопади, но и неколкуте етно ресторани привлекуваат бројни туристи од земјата. Голем дел од мештаните велат дека местото е мирно и немаат чувство дека владее светска пандемија. Не плашиш. Нема тука за болники, нас нема ништо. Не е проблем. Нормално ли функционира? Да, се нормално. А гледаш, никој не носи маски, се е окей. Не дојдоа некои деца, малку дојдоа народ, не дојдоа. Ги страх, оти треба тука да се тестират, па после ќе одгоре, па треба да одат карантин и така не смеат да дојдат чести. Но некои од помладите, особено оние што работат во угостителските и услужни дејности, не се мирни. Напротив,
ги загрижува големата фреквенција на туристи. Смоларе, туристичко место, идат од цела Македонија. И од најзагрозените места од Скопје, секој ден може да видите, оти има луѓе колку сакате. Последиците од корона кризата не се гледаат само во празните печалбарски села. Таа го покоси и земјоделското производство. Несигурен пласман, ниски цени. Ова се вообичаени проблеми кои што во услови на пандемија достигнаа драстични размери. На нивите во Струмичко, во еке берба на феферони. Семејството Трајанови од Сарај работи, но без мерак. Сејќе се, зелката ујде без пари. Френката и она без пари. Ка врваше, утеднач падна и нестана. Краставицата исто и оште е на таа цена, на 5 динара. И сега с пиперо не знаме как ќе и шо ќе. Куртовот. Не знам, тешка работа ваша. Тешка е, тешко е това тука. Това да те мезер да береш, ви, да на еден сат на нивата, а шо ќе береш? Нема ни 200 кил. И за 23 динара. Кој шо да правиш? Не им е лесно ниту на трговците со зеленчук, кои што ката ден се на пазарот на големо во Струмичко. Не ги напушта оптимизмот, но нема многу радост во бесполезното чекање купци. Нив секако се помалку ги има. Види, лисне по-малку народов, нема го народов. И така некој избегнава. Мислам за 30 години народот беше понапном, повеќе народ имаше, после движеше. И така, сега малко народот намален и избегава секој. Во градот пак се чини дека единствено културата не се предава. И во услови на корона криза, градот се обидува да го задржи духот. Во моментов во Струмица се одржува летниот фестивал Струмица Опен, а во тек е и меѓународната струмичка ликовна колонија. Сепак, градот е нераздвижен на корзото и кај кафолињата. Уметниците кои овие денови творат на колонијата, велат дека условите на пандемија и изолација не им паднале тешко. Таква е нивната природна околина. Јас не можам одговорам за сите творци, можам одговорам лично за себе. Јас се знаогам прекрасно, работно, поактивно во 2 пати појак процес и мислам повише сите мои колеги чувствуваат исто. Од почетокот на пандемијата до денеска во Струмица и околината има 50 на случаи на COVID-19. Половината од нив се уште активни.